Здраво живо, јас сум Димче. Добре дојдовте во уште едно моје видео. Ова видео го снимам недела на прочка или денот кога се бара прошка. И нешто што приметив во сите наши овие празници модерни, некои има и древни, значи повеќето наши празници за жал се модерни, а имаме многу мал број земени од нашите древни или стари празници, меѓутоа тоа е сосема друга тема. Тема на ова видео или нова беседа ми е токму прошката и како ние на овој ден бараме прошка, и тоа е супер. Супер е да побараме прошка, меѓутоа се ограничуваме само на човечкиот род и тука сме заглавени во некоја наша себичност, односно на крајот оваа цивилизација или ова време може да се сведе на тоа јас и ништо повеќе. Тука завршуваме, за жал, до таму ни е растот наш и токму на овој ден, на прочка, јас би побарал прошка од природата, од животните и од идните генерации. Од животните би побарал прошка затоа што на оваа планета оставивме околу 4% на слободен свет, или така наречен див свет. Само 4% од популацијата на тие слободни или диви животни се останати, а за природата сите гледате што се случува. Пример, ќе ја земам нашата мила Македонија, која што до пред само 30 на години имаше околу 67% на шума, а сега има помалце од 20% на шума, замислете. И веќе идеме до точка до која што повеќе шумата нема да може да се регенерира, ќе остане или на тој процент ако вложиме сите многу да ја задржиме, или ќе паѓа потполно и ќе се претвориме во степа. Че тоа се процеси во кои што ретко кој може да помогне да се вратат, освен ако не реагираме на време, а за жал нашето време или изминува или веќе му е дојдено, таа точка од која што нема враќање. Меѓутоа, ете, тоа е времето во кое што живееме, тоа е реалноста. Можеме да пикаме главата во песокта како ноевите што прават кога се кријат колку што сакаме, меѓутоа таа е реалноста. Јас ја гледам таа реалност секој ден, го гледам тоа пустошење на нашата земја, на нашите шуми, на нашите богатства. И токму заради тоа должиме и извинување или прошка од наредните генерации, затоа што нешто што ние можевме да го смениме многу лесно, ние им го оставивме на наредните генерации да го менуваат или да се борат, но веќе тоа станува многу тешко да се исправи, затоа што е премногу отидено во уништување. Ние секојдневно сите имаме шанса да го кренеме гласот и преку непослушност и не прифаќање на тие штетни одлуки да смениме нешто, но ние одбираме да купиме уште еден ден, да уживаме на некој начин во тој ден и да не се замараме. Меѓутоа, тоа наше купување на ден, ние не купуваме ден, ние зимаме денови од нашите генерации, така да секој ден што ние го купуваме или го зимаме, им се одзима на идните генерации. Па така секогаш кога прекитуваме нешто, кога му дозволуваме на нешто лошо да се случи, ние правиме голема штета на идните генерации. И токму затоа јас би побарал прошка и од нив, да ни простат за овој свет кој што им го оставивме, свет воден од алчни капиталисти, свет воден од несвесни луѓе,
и свет кој што е во длабока болка и агонија. Тоа е реалноста, па ќе кажам. Можете да ја прифатите, можете да не ја прифатите, но таа се случува. Значи, реалноста си се одвиткува или се случува без разлика дали ние ја прифаќаме или не. Знам дека сега се во мода тие нови движења кои што ви викаат дека со неприфаќање работите ќе ги снема, меѓутоа тоа е само еден дел од тој голем механизам или од таа голема машина во која што сме ставени. Затоа верувајте дека реалноста сега ќе се случи, можете да ја смените само со делување, односно доколку многу луѓе се вклучат и прават помалку, светот ќе биде многу подобар. И така, на овој ден, јас би побарал прошка од нашата природа, од животните кои што не обкружуваат и од идните генерации. Па ве молам да ни простите и се надевам дека ќе можете да направите подобра работа од нас. Тоа не значи дека ние ќе се откажеме овие генерации од борбата, меѓутоа ние едноставно сме малку лигави, па видовте што се направи од светов. И јас верувам во идните генерации и верувам дека овака ќе ги сменат работите кога ќе дојде нивното време, затоа што ова се децата на новото време и како што прочитав некаде на некој многу тивок ден, можете да го слушнете новото време како диши во далечината. Значи доаѓа и мислам дека тоа е точно и јас однапред се радувам на таа промена што идните генерации ќе ја донесат. Ако можете да видите во соседството, младите веќе креваат револуција, газат се пред себе, оно се кој некоја река која што се ќе однесе пред себе. Тоа ќе се случи и кај нас, верувајте. И затоа, ете, и во ова видео би ги охрабрил младите да не слушаат нас, мислам да не взимаат пример од постарите генерации, туку да си тераат по својот ум, по својот пат и они да направат промената, затоа што ако можевме ние нешто да направиме, досега ќе направевме. И така ви посакувам убав ден. Оваа тема не е толку актуелна, не допира до луѓето, меѓутоа јас на овој свет приметив дека има луѓе и нелуѓе, односно луѓе кои што реагираат на неправда и луѓе кои што само си поминуваат и не се замараат, па јас се потпирам и се надевам на реакција од тие луѓе, а за не луѓето многу ми е гајле, и затоа ова го зборувам со надеж дека ќе допре до тие луѓе. Непопуларна тема, меѓутоа мора да се зборува и на оваа тема. Значи, уште еднаш ќе кажам, проштевај природо, проштевајте животни и проштевајте идни генерации што доаѓате. Толку од мене ова видео, веќе помина 10 минути, долго е премногу. Толку од оваа тема. Тука го завршувам видеото, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и бидете нежни по земјата по која што одите. Поздрав и нека ве следи секое добро.